Творештвото на Стефан Маневски, чиј индивидуален, автентичен израз предизвикал еволуција во скулптурата на нашата ликовна сцена, 26 години по неговата постхумна изложба во Музеот на современа уметност е представено во Националната галерија на Македонија по повод одбележувањето 90 години од раѓањето на уметникот. Оваа јубилејна ретроспектива низ 3 фази го доловува нескротливиот креативен дух на Маневски, за чиј опус е својствено експериментирањето и одбивањето да ги следи академските законитости при употребата на апаратот за заварување метал и неговата трансформација. Изложбата ја подготвија кураторките Маја Неделковска-Брзанова и Маја Ченкуловска-Михајловска. Одговоривме на задачата да представиме еден хронолошки пресек од почетокот до крајот на творештвото на Стефан Маневски. Тој е прво препознатлив како скулптор кај нас, не само по неговата творачка скулпторска дејност, туку и по неговата педагошка дејност, бидејќи бил и професор на Ликовната академија и извесен период и декан на Ликовната академија. Од првата фаза на Маневски, со творби реализирани во гипс, е застапено делото Калина, направено како фигура. Потоа, авторот бргу преминува во создавање дела како асоцијативни фигурации. Овде се истакнуваат творбите со елементи на тотемски фигури, кои уметникот продолжува да ги работи и во втората фаза новометал. Кај овие дела се забележуваат мотиви на зраци, звезди, јадра или тантела, како дел од македонското фолклорно богатство. А по примерот на светските тенденции, Маневски прв кај нас го усвојува енформелот како гранка од апстрактното вајарство. Тој внесува она што во светски рамки се работи во периодот на енформелот, тој во неговата скулптура во 60-тите, 70-тите години го внесува и во македонската уметност. На извесен начин тој ги поврзува и светските културолошки вредности, но и естетиката на известно национално обележи. Во третата фаза од творештвото, Маневски повеќе не ги расчленува творбите и се фокусира на минимализмот. Ја менува формата и бојата на металот. Тие повеќе не се изворни, туку металот е обоен со додатоци на делови што се брановидни и мултиплицирани, па делата добиваат мазна, разиграна форма. За потребите на изложбата, со која Националната галерија на Македонија ја започна програмата за работа за оваа година, покрај скулптурите на Маневски беа донесени дела, направени во други медиуми, во собственост на Националната галерија, Музеот на современа уметност, Заводот и музеј во Охрид и од семејството на авторот. Повеќе од 100 дела, скулптури, графики и цртежи ја чинат ретроспективната јубилејна изложба на скулпторот Стефан Маневски. Таа, од Пашиниот амам, ќе биде отворена до 13 мај.